Среда 25 март 2026. Добра вечер во дневникот на КТВ телевизија. Трета информативна сесија за Законот за работно ангажирање на лица. Во Неготино се одржа настан кој е дел од кампањата Фер ангажман, како дел од проектот Подобри услови за вработување на сезонски работници. Германската влада преку Германското друштво за меѓународна соработка тенденциозно и со намера да се подобрат условите за вработување на работно ангажираните лица, сезонските работници во југоисточна Европа, значи во тој регион, работи во соработка со одредени влади, за да се подобрат условите во вработувањето, во ангажирањето на сезонските работници, да имаат подобри услови, да се почитува нивниот ангажман и работењето и да добијат фер ангажман, како што и ние го прифативме терминот дека преку овој нов закон кој што е во имплементација од 1.1.2026 дека сите работно ангажирани лица ќе бидат дел од работно ангажираниот систем и ќе добијат фер услови за работење. Верувам дека по барање и по интерес на останатите индустрии, кои што сега во моментов не се вклучени во самиот закон, значи фокусот се направи на оние 4 сектори, да кажам, кои што беа најистакнати во нашата држава, секако дека има пројавено интерес и од градежништвото, каде што имаат потреба од дополнително ангажирање на лица, така да верувам дека Министерството за економија и труд дека ќе стојат позади тој, дека ќе ги прифатат сите иницијативи кои што ќе дојдат од секторите и индустриите со цел да се прошират областите. Работниците пред се добиваат фер пристап и фер услови за својот ангажман, ќе бидат пријавени, ќе им тече стаж, ќе бидат дополнително здравствено ќе бидат осигурани од можна повреда на работното место и ќе бидат ангажирани за одреден број часови на одредена договорена дневница. При тоа, на сите кои што се потенцијални работно ангажирани лица, она што до моментот го имаат остварено преку било кој друг основ, значи остварена пензија, остварена стипендија, студентски оброк, или било кој друг дополнителен приход, социјална помош, сето тоа останува така како што е, значи нема да влијае работниот ангажман за прекинување на истото. Така да бенефитите се многу. Работодавачот добива сигурност и безбедност дека работно ангажираното лице ќе биде пријавено, значи ќе му биде формализиран работниот ангажман и ќе биде заштитен пред се и секако нема да се прават такви манипулации, да кажам, да некој извршува работни ангажмани, а да не биде соодветно истретиран. И на крајот на денот договорот помеѓу работодавачот и работното лице секако остава простор да може и да се планира по соодветно активноста. До сега имавме 2 информативни сесии, а во Неготино денес е третата информативна сесија. Претходно бевме во општина Тетово и општина Прилеп. Секако тука не застануваме, продолжуваме со организирање на овие сесии со цел што повеќе број на граѓани директно да ги информираме. Токму затоа и вака е замислен концептот да практично и самото министерство го представи законот, но и практично да им доближиме како изгледа таа апликација. Интерес постои и кај работодавачите, особено кај оние кои што се индивидуални земјоделци, мали земјоделски стопанства, семејни бизниси, секако тука се угостителите, оние кои што управуваат со сопствени капацитети за изнајмување, да речеме хотелиери, кафулиња и така натаму, но секако тука постои интерес и кај работниците, односно оние кои што можат да бидат дополнително ангажирани. Она што е важно и интересно да се спомене дека сите можат да бидат работно ангажирани, така што и оние кои што практично
денес и во изминатите сесии присуствува се потенцијални корисници на системот, доколку сакаат секако дополнително да бидат ангажирани во некој од овие сектори, односно во земјоделството, угостителството, туризмот или вршење некакви услуги во домаќинството. Не е утврдена горна граница, со тоа што е утврдена само долна граница, односно лица од 18 години, со исклучок можат согласно законот за работните односи, онака како што е уредено и правата кои што се веќе утврдени, може да бидат ангажирани и лица помлади од 18 години, но тука се исклучува односно исклучување постои пречка да не можат да бидат ангажирани за чување деца и стари лица, така што немаме горна граница, токму затоа и важно е да се напомене дека со овој закон практично доколку работат работно ангажирани лица, вклучително и пензионерите, нема да ја загубат својата старосна пензија која што ја имаат стекнато преку својот работен век кој што го имале предходно, дури и оние помлади пензионери кои што имаат стекнато по некаков основ бенефициран стаж, секако не мора да ја стават пензијата во мирување, така што односно тоа прашање постои долна граница, но горна граница немаме доколку лицето станува збор за лице кое што сака да биде ангажирано и е, да кажеме, во можност физички да се извршува работата и има желба кај тоа лице. Општина Кавадарци како партнер со СОС Детско село активно учествува во имплементацијата на проектот за вработување на млади. Денес во рамки на студиската посета организирана од страна на СОС Детско село беше одржана работна средба со делегација од Косово составена од представници на релевантни институции вклучени во спроведувањето на проектот. Градоначалникот Митко Јанчев го сподели искуството од едногодишната имплементација на проектот, како и активностите и мерките што општината ги превзема за поддршка на младите и нивната вработливост. Средбата представуваше значајна можност за размена на искуства, добри практики и зајакнување на регионалната соработка во насока на подобрување на можностите за младите, информираат од локалната самоуправа. Општина Кавадарци активно работи на инфраструктурно и сообраќајно уредување, паралелно се работи на средување на сообраќајниците кон селата кои гравитираат кон општина Кавадарци. Општина Кавадарци денеска го асфалтираше кракот од улицата Достоевска со површина од околу 700 метри квадратни, а по претходно извршеното тампонирање. Овој зафат ќе се реализира како дел од договорот за комунална изградба за 2025 година. Изведувач на градежните работи е Градба Промет, а претходно јавното претпријатие Комуналец изврши реконструкција на водоводната линија на главната мрежа, како и на секундарните приклучоци. Исто така, денеска се асфалтираше и улица во село Возарци, откако претходно од страна на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци беше извршена реконструкција на канализационата линија и тампонирање. Денеска официјално се изврши асфалтирање на површина од 500 метри квадратни. Паралелно со овие зафати, денес екипите на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци работеа и на мулчирање на локалниот пат кон селата Ресава, Бегниште и Дамниште, додека утре ќе се продолжи со активности на патните правци кон селата Дреново и Шивец. Хоризонтална и вертикална сигнализација на улица Гоце Делчев во Росоман. На овој начин се очекува да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот во населеното место. Општина Росоман продолжува со поставување на современа и безбедна сообраќајна инфраструктура во населеното место. Во тек се активности на улица Гоце Делчев со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот и воспоставување поуреден сообраќаен режим. Конкретно се работи на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација која едноставно ќе мора сите да ја почитуваат. Безбедноста на граѓаните од секогаш била и ќе биде приоритет за раководните структури на општина Росоман.
Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Во овој момент Дирекцијата за заштита и спасување располага со 5 пилоти за ер трактори кои се подготвени за дејствување во пресрет на сезоната на шумски пожари, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Можам да кажам дека во овој момент дирекцијата има 5 пилоти на ер трактори кои што се подготвени за дејство во пресрет на сезоната на шумски пожари. 3 ер трактори во текот на мај ќе бидат вратени од сервис. Во овој момент едниот е функционален во државата, останатите 2 се на сервис во Загреб. Најверојатно во април, но најдоцна во мај истите ќе бидат во државата, така што во јуни ќе имаме 3 функционални ер трактори и 5 пилоти на ер трактори, но истовремено трагам и по дополнителен број на пилоти на ер трактори. Исто така, од минатата година на располагање на дирекцијата се 43 специјални возила, пренаменети претходно војни и полициски возила, и тоа 23 Пинсгауери, 15 БТР-80 со моќни водни топови со домет од околу 100 метри, како и 5 хермилини кои што ги користиме за влечење на цистерни од 4 до 8 тона во зависност од нашите потреби, но истовремено и од локалните капацитети. Во некои делови од државата се зајакнати со нови возила, а на неколку места се донесени возила како донација, можеби не нови, малку користени, но во одлична форма, во одлична кондиција. Исто така би спомнал дека и некои од доброволните противпожарни друштва, како што е доброволното друштво во Кочани, се со значително зајакнати капацитети и можеме ова лето да сметаме и на нив, односно нивните капацитети. Првиот ер трактор пред повеќе од 1 месец беше однесен во Загреб, вториот пред неколку недели. Јас, како што реков, очекувам во април да бидат вратени, сервисирани во државата, но во мај, првата половина на мај, повеќе од сигурно ќе бидат тука, но и во овој момент имаме еден функционален ер трактор за, не дај Боже, ситуација, доколку порано од она што го очекуваме, значи пред сезоната на шумски пожари, се појави некој сериозен шумски пожар. Теренските возила во овој момент се наоѓаат во Кавадарци, истите ќе ги лоцираме во касарните Криволак или Пепелиште. Во овој момент во разговор со генерал штабот на армијата ќе договориме, односно по нивна препорака ќе ги лоцираме на едно од овие 2 места и таму ќе бидат лоцирани се до почетокот на сезоната на пожари. Во моментот кога Макфисот, тоа е еден програм кој што го користиме во Центарот за управување со кризи, ќе покаже дека сувоста на вегетацијата и временските услови веќе представуваат сериозен ризик за појава на шумски пожари или пожари на отворен простор. Во тој момент истите ќе ги распоредиме на различни локации низ државата, пред се подпирајќи се на тој сателитски систем Макфисот, каде што можеме да видиме кои се најранливи делови од државата и генерално онаму каде што сувоста на вегетацијата е најголема, тоа е пред се источните делови или југоисточните делови на државата, јужните делови, каде што најпрво започнуваат пожарите на отворен простор. Таму ќе лоцираме поголем дел од овие возила, но во било кој момент можеме истите да ги разместуваме во текот на денот, во текот на ноќта, за да бидат присутни токму онаму каде што се непотребни. 17 нови лесни оклопни возила Страйкер за македонската армија денеска се промовирани во касарната Страшо Пинџур во Скопски Петровец. Ова е еден од најкрупните проекти на Министерството за одбрана. Многу е важно да се продолжи со обуката. Наредниот период ќе стигнат дополнителни возила, како што може да видите позади мене, се веќе 17 возила стигнати. Останатите би требало да стигнат до средината на летото, се надевам. Но ќе продолжиме и со се она што е во делот на нашата модернизација. Постојано ќе имате да гледате вакви проекти. Јас сум благодарен што имаме одлична соработка и позади нас може да видите и други возила што во минатото биле во гаражите, а благодарение на проектот со Америка што се нарекува Клиса, еве ги ставивме во функција останатите возила. Така да продолжуваме се понатака и понатака со нови проекти. Благодарност до премиерот, до владата што ни даде огромен буџет, би рекол историски најголем во министерството, да се справиме со сите предизвици. Она што го бара НАТО од нас е да вложуваме преку 20% во модернизација, ние го правиме тоа уште повеќе, преку 32% во нашиот буџет се директно за модернизација. Следат уште многу проекти, бидејќи во изминатиот период заедно со нашите пријатели од САД направивме повеќе договори влада со влада, дел помина, најголем дел помина во собранието. Очекуваме следниот период за дополнителни наоружувања, дополнителна опрема, беспилотни летала,
опрема за специјалните единици и многу проекти, што ќе има навистина што да се пофалиме во наредниот период. Исто така ги водиме сите оние процеси во Министерството паралелно и сакам да знае целиот македонски народ, даваме се од себе и ќе даваме да имаме модерна војска, да стигна многу опрема и ќе продолжиме и во иднина. Уште еднаш благодарност до владата за поддршката до пратениците што ни даваат навистина волку голем буџет за да се справиме со сите предизвици, бидејќи како што може да секој да забележи тешки времиња има пред нас, но и во иднина, затоа е многу важно модернизација и нови договори во иднина што ќе ги случуваме. Уште еднаш благодарам до целиот тим на Министерството, до армијата, до началникот, до сите генерали, до сите оние што учествуваат во овие проекти. Би сакал и јас од моје име да изразам задоволство што еве конечно страјкерите се тука, што ќе дојдат и дополнителна количина, со што значително ќе се зајакне капацитетот на македонската армија. Голема благодарност до војската, до војниците, до старешините, до генералите, до Министерството за одбрана, до министерот, до луѓето кои што се околу него, заменикот, државниот секретар, до колегите од владата, се разбира огромна благодарност исто така и до нашите стратешки партнери, Соединените американски држави, амбасадата на Соединените американски држави кај нас, за сета поддршка и целата логистика која што ни ја даваат. Ова за нас многу значи, ја подобрува на оперативноста практично, ја зголемува мобилноста на самата армија и на тој начин стануваме по-конкурентни споредено со другите армии. Ние како влада ќе продолжиме и во иднина да инвестираме во нашата македонска армија, цениме дека тоа е многу значајно. Сакаме да имаме целосно нова современа опрема, се разбира во рамките на можностите на буџетот и сите оние критериуми кои што се бараат до 2032 година да бидат од наша страна исполнети. Тоа што сега представува минимум, ние сме многу над тој минимум и сме во тие земји кои што инвестираат повеќе од тој минимум кој што беше до сега 2% од бруто домашниот производ, за разлика од некои други земји кои што се уште не го постигнале тој минимум. На 1000 казни за сообраќајни прекршоци за само 2 дена. Во текот на изминатите 2 дена, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, издадени се вкупно 1177 платни налози, од кои 217 прекршоци се однесуваат за возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 25 лица, од кои 2 за возење под дејство на алкохол, 10 за возење без возачка дозвола, 2 поради претходно изречена забрана за управување на возило. Во истиот период одземени се 11 возила по член 300б од Кривичниот законник. Понатаму, според статистичкиот преглед од полициските активности во текот на изминатите 2 дена, евидентирани се 324 прекршоци за неправилно паркирање, како и 6 санкции за возење под дејство на алкохол. Инвестициите во енергетиката се иднината за развој, вели премиерот Христијан Мицковски. Инвестициите во енергетиката и регионалното поврзување цениме дека тоа е иднината практично за регионот, бидејќи ако сами настапуваме, се плашам дека нема да бидеме препознаени од инвеститорите. Би рекол, сумата која што ја имаме на располагање во следниве 10 години е огромна, иако целиме на 0,01% од таа сума, тоа се отприлика 4 трилиони американски долари. Тоа е отприлика 4000 милиарди во следниве 10 години, кои што регионот, ако се обедини, може да понуди проекти за да бидат реализирани, ако добро се организираме, се разбира. Тоа е некаде отприлика по 400 милиарди годишно. Замислете каква трансформација на општеството ќе настане, ако имаме во предвид дека сите 6 земји од Западен Балкан, кои што се во групата, вкупниот номинален бруто домашен производ има околу 250 милиарди долари. Значи, ова е многу над тоа што представува вкупен номинален бруто домашен производ, а зборуваме само за 0,01%. Замислете што значи тоа за нашите економии и за нашите граѓани.
Мислам дека треба да сме умни како регион, да се поврзаме и да покажеме и докажеме дека можеме да соработуваме и дека знаеме да соработуваме и да понудиме заеднички проекти. Ние се подготвуваме многу озбилно. Дел од тие подготовки се и дел од овие тековни проекти кои што веќе се реализираат. Само за напомена, иако дел од опозицијата сакаше проектот на Алказар, ветерниот парк во делот на општините Штип, Радовиш и Карбенци да не успее, инвестиција вредна од половина милиарда евра, сепак долари, се извинувам, половина милиарда долари, сепак инвеститорот веќе доби градежни дозволи и очекуваме истиот да почне со теренските работи некаде во месец април после Великден, но не само што ќе го работат тој, туку појавуваат интереси за нов проект, односно продолжување и надградување на истиот. Не случајно во Давос ги споменав Чебрен и Гарлишти, повторно ги враќаме во игра, не случајно го спомнав Бошков мост. Се разбира веднаш од дел од невладините организации бев нападнат жестоко, бидејќи тие поинаку го размислуваат тој проект и начинот на кој што државата треба да се развива. Но како и да е, сите овие проекти представуваат дел од можностите кои што ние ги имаме за инвестиција. Тука се и оние гасни електрани кои што ги најавивме претходно со турскиот холдинг Акса. Тука е гасен интерконектор кој што го градиме со Грција и гасниот интерконектор кој што ќе почнеме да го градиме со Србија. Тука е давноводот 400 киловолтен на висок напон кој што започнуваме, односно горе стартираме, кој што треба да се поврзе Битола со Елбасан, односно со Албанија, и со тоа го заокружуваме генерално нашиот преносен систем на висок напон, така што имаме многу проекти кои што се дел од овој план, но јас сум убеден дека доколку регионално сите се организираме, ќе бидеме полесно препознаени од страна на инвеститорите. Ако денеска светот зборува само за вештачка интелигенција, таа вештачка интелигенција не може да функционира без дата центри, а дата центри не може да функционираат без електрична енергија. Така што сите заедно мислам дека треба да целиме кон тоа делот ова инвестициско портфолио да го привлечеме дека во регионот. Ето тоа беше мојата. Од лидерите на другите земји Од некој да. За оваа идеја? Од некој да. Но мислам дека сега во Подгорица, кога ќе се собереме, кога ќе има самит, подетално ќе влезам во објаснување на идејата и мислам дека е добро да се разработи подетално и мислам дека ќе биде атрактивно. Цените растат, платите не, Мицкоски е дилетант кој нема капацитет да води влада, порачаа на пресконференција од опозиционата СДСМ. Се потврди се она што СДСМ го говореше и за што предупредуваше. За жал, на директна штета на стандардот на граѓаните. Мерката на Мицкоски не даде ефект. Само еден ден по пресконференцијата на Мицкоски има ново покачување на цената на дизелот, кој сега изнесува 95,5 денари за литар. Мицкоски е дилетант кој нема капацитет да ја води владата. Или ова го прави намерно заради заштита на приватни бизниси. Или може би и едното и другото. Проблемот за граѓаните е веќе тука. Активирана е спиралата на раст на цените на храната. Маслото за јадење е над 100 денари. Јајцата над 300 денари. Овошјето и зеленчукот над 100 денари за килограм. Месото е веќе покачено. Се е поскапено. Цените растат, а платите не мрдаат. Мицкоски одби да ја покачи минималната плата на 600 евра. Сега, ниту 600 евра плата нема да бидат доволни да се преживее месецот. Наместо мерки, Мицкоски прави дефокус. Дубај, зграда 42 спрата, Хариџиновиќ, Башановиќ, што ли се не измислија. Началникот лата се повторно во акција. Дефокус наместо леп. Граѓаните не можат да живеат од дефокус. Дефокусот не ги полни фрижидерите, не носи храна на масата, не носи пари во семејните буџети. Дури Мицкоски зборува дека граѓаните станале милионери и дека заштедиле 200.000 дневно, 1,5 милиони евра неделно. Замислете. Епа граѓаните нека ги отворат своите паричници и нека ги пронајдат тие пари. Дали се внатре?
Срамота е однесувањето на Мицкоски, почитувани. Тој се однесува како уредник на жолт печат со навреди и дефокус наместо со решенија. Мицкоски треба да престане да штити бизнис интереси и да ги прифати мерките на СДСМ. Намалување на ДДВ на горивата на 5%, намалување на акцизите за 4 денари, 0 ДДВ за основните прехранбени производи, преполовување на патарините. Законите се поднесени, мерките се реални и издржани. Применете ги. Станува збор за најважното, за лебот, за джебот на народот, за тоа дали граѓаните ќе имаат храна да го преживеат месецот. По насока на Заев, Филипче имал средба со Милјан Шчекич во Ниш и средба со куќниот пријател на Заев, Башановиќ во Грција. Пресконференција на оваа тема има од владеачката ВМРО-ДПМН. По насока на Заев, Филипче имал средба со Милјан Шчекич во Ниш и средба со куќниот пријател на Зоран Заев, Башановиќ во Грција. Како што си ги постави Ковачевски па Филипче за председатели на СДС, Зоран Заев си го постави и неговиот екс-советник Башановиќ за шеф на пиар тимот во СДС, заедно со неговиот соработник Милјан Шчекич. Човекот кој е со контроверзно минато, избркан од сопствената партија и полн со сомнителни сделки во енергетиката и вклучен директно или индиректно во промената на името на државата Македонија, со име и презиме Зоран Башановиќ, сега го советува СДС и Филипче за нивните настапи во јавноста. Односот кој Филипче и СДС го имаат спрема јавноста, напишени во соопштенија или изговорени на пресконференции, е директно по насока на Башановиќ и Шчекич, односно луѓето кои Зоран Заев ги најми да му помогнат на СДС. Случајно или неслучајно тие делуваат како прокси партија, а сето тоа поминува забележено од граѓаните кои се повеќе и повеќе не му веруваат на СДС и не му веруваат на Филипче. На граѓаните веќе им е јасно кој стои зад овие лоши пиар политики на СДС и кој ги води во пропаст. Лица кои јавноста не ги памети по добро, туку по афери, скандали и криминали. Но СДС не успева да извлече поука, туку СДС продолжува да тоне во сопствената кал. Утре не очекува променливо облачно време, кон крајот на денот со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен, а наместа повремено силен ветер над 60 км на час од јужен правец. Температурата од 5 до 19 степени. Во петок наместа врнежите ќе бидат пообилни над 20 литри на метар квадратен, а ќе има и услови за појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, а на планините ќе се формира нова снежна покривка. За време на викендот ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи. Ќе дува умерено, повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж поврдарието. Гледавте Дневник на КТВ, имајте убава вечер.